Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата Лица и дела. Денеска се наоѓаме во Домот на култура Кочо Рацин во Скопје. Исто така сме и на промоцијата на збирката на поетесата Оливера Јовановска, односно Прима балерина, а тука воедно и формирањето на Сдруженијето за лицата со попреченост Юникорн 2024 Скопје. 17 април 2024 година се роди Юникорн 2024, име кое го носи хуманитарното здружение за поддршка на деца со пречки во психоприродниот развој и деца од социјално загрозени семејства. Но идејата за создавање на Юникорн 2024 потекнува уште пред неколку години од една искрена детска желба, посакана од срце, желбата да се помага на децата кои се поразлични, но еднакви, поинакви, но исти со сите други деца. Почитувани присутни, добро вечер и добре дојдовте на промоцијата на стихозбирката Прима балерина од авторката господја Оливера Јовановска, кој е прв настан и прва активност на Сдруженијето Юникорн 2024. Од мое лично име му посакувам многу успех во реализацијата на предвидените активности, кои пред се дела, кои се прават од љубов, со љубов и за љубов. Дела со питања и каквира не бидат. Ја поканувам господја Виолета Калич, представник на Домот на културата Кочо Рацин, да го отвори овој настан. Почитувани дами и господа, почитувани представници на институциите, почитувани уметници, чест ми е од името на Домот на културата Кочо Рацин Скопје, од името на директорот господин Сафет Камбери и од свое лично име да ви посакам добре дојде по овој повод кој не здружува во топлината на хуманите настојувања. Верувам дека на светот му треба повеќе љубов, повеќе разбирање. Самата авторка веќе е Оливера Јовановска, која овој пат не дарува со ова издание, насловено Прима балерина. Имавме можност да ја запознаеме во повеќе наши проекти, а вечерва е повод да се обидеме да го осознаеме тој свет кој е толку близок, некогаш толку далечен во обидите за воспоставување на диалог. Се наметнуваат бројни размисли што е тоа специјална потреба, што се тоа попречености, особено имајќи ги во вид овие мигови кои сите ги споделуваме, за кои лицата со специјални потреби чинам најмалку придонесоа, а најмногу оние чиви попречености навидум не се детерминираат. Да се обидеме да направиме чекор понатаму во сознавањето на она што светот го прави похуман, почовечен, подостоинствен и да го наслушнеме говорот на сите лица, диалогот кој некогаш и молкум се воспоставува. Енергијата која допира од нивните чисти, непатворени срца, да успееме да ја осознаеме, да ги детерминираме тие желби, тие фантазии, тие сништа, некогаш не осознаени, некогаш и недостварени. Сето тоа е поместено во стиховите на оваа стихозбирка на Оливера Јовановска, која представува воедно и синоним, поврзница на два континента, Европа, каде што припаѓа родум, родена во нашиве, на нашата грудка, во нашата земја, а поголем дел од животот го поминува и во Австралија, така што прави интерполација во еден дел од стиховите со своите тези, антитези, поистоветувајќи се со лицето на кое му го дарува овој свој стихоспев
малата Катерина, вечно малата Катерина Радевска, мала во однос на она чиста, неосквернавена визија за животот, а голема во своите настојувања кои се обидуваме да ги наслушнаме и осознаеме. Интерполацијата спомнав на појмовите копнеш од страдањето, породната земја, носталгијата, се исто така вид на страдање, исто така вид на една специфична потреба. Така што секое битие на свој начин своето страдање го има или нема детерминирано или доискажано во однос на она пошто копне или што длабоко потиснато во себе го носи. Значи не е само физичката попреченост она која ние ја детерминираме, свет за кој сметаме дека му припаѓа на другиот, туку и многумина од нас навидум со недетерминирана попреченост носат болка, страдање многуслојно, кое тешко се осознава и низ кои лавиринти тешко успеваме некогаш да ги доосознаеме и одгатнеме тие стремежи, воспоставувајќи меѓусебен едноставен, топол човечки диалог. Сето тоа е дел од овој настан кој Юникорн се обидува со оваа промоција званично да го презентира воедно, започнувајќи и својата хумана мисија како ново промовирано здружение, на кој му посакуваме многу успех, честитки и до нашите рецензенти во оваа книга, во ова издание, веќе познатата и поетеса, поет, писател и адвокат Гордана Такец, поетесата Лидија Лучко Јеремич, која исто така дел од бројни наши поетски и други мултимедијални настани, и до сите учесници во оваа вечер и по овој повод кој сите не здружува во хуманите настојувања. Ви благодарам за прекрасните збори. Това е налична благодарност. Ви благодарам, почитувана госпоѓа Виолета Калич. Сега прекрасните ангели од Заводот за рехабилитација ќе ни придадат едно забавно музичко интермецо, а потоа го поканувам директорот на јавната установа за деца и младинци, господин Едмон Мифтари, да се обрати.
Poštovane dame i gospoda, poštovane kvalitete, koji sam imala sala. Imam posebna čest i zadovoljstvo u moje ime, u ime na работените Јавна установа за реабилитација деца и младици и на всителици, односно корисници, да ве поздравам и да посакам и во иднина да бидат овие наследи се почесни. Сега доаѓа 3 декември, меѓународен ден на опреченост или на корисници екипираност, а јас ми најтажен тој ден. Зошто? Затоа што не сакам само еден ден на тие деца и младици да се обнови вниманието, туку сакам сите 365 дена да се во овакви ситуации и да се почитувани секогаш, а не само единствен ден на 3 декември. А на организаторот похвалба и се надам дека во игра ќе продолжува со работа ќе се продаде помош. А исто така да биде и така посек и за други организации од овој тип или било како тип да не поканат. Ние сме секогаш волни да доаѓаме. Веднаш сме гледате вечерва тука и јас сум винаги билам зашто ги правам забите. Секој од нас не е печка тоа да обрестуваме во сите настани во До години ќе видите со нови зашто. Благодарам. За убавите зборови. Воедно се надеваме дека ова е само почеток на нашето дружење. Ви благодариме, почитуван директоре Мифтари. И по неколку читања на незините песни го доживувам впечатокот кој станува се посилен. Не можам да ги оставам. Сето тоа разнобојно поетско патување низ белиот лист ме поттикнува на размислување дека ниеден читател нема да остане равнодушен. Напротив, долго потоа сам себе си ќе си го поставува прашањето. Од каде толку голема љубов во себе? Љубов што гори како оган. А авторот едноставно фасцинира со секој стих. Вели госпоѓа Гордана Такец, адвокат, писателка, поетеса и еден од рецензентите на стихозбирката Прима Балерина. Ја поканувам госпоѓа Гордана Такец низ разликите на Божјата креативност да биде распределен со скапоцен дар од срцето на авторката госпоѓа Оливера Јовановска. На сите и да бидам искрена, воодушевена сум од присуство на толку луѓе, не гледам ни едно празно столче, една публика која што нуди безрезервно силна и здрава енергија, сплотеност, синергија, симбиоза и создава уште повеќе и поубав амбиент за да се случува ова што денес се случува. Воодушевена сум од воведот и од настапот на децата од заводот, младинците и девојките. Вистински сум воодушевена и си го постави веднаш прашањето гледајќи ги нив со нивните насмеани лица, нивната веселост, во што ние ја бараме и ја гледаме разликата. Толку ли стана овој свет безобразен што бара разлики, што сака да ги воочи, сака луѓето да ги дистанцира. Тоа јас не го забележав. Една прекрасна атмосфера, која што за почеток ја доловија тие,
и верувам и очекувам, се надевам и така ќе биде, оваа вечер ќе тече по еден праволиниски пат со воодушевување, со убавини, бидејќи овде, заради тоа што сме сите ние, е еден момент многу важен, љубовта. Во овој испревртен и токсичен свет, во кој што вредностите, вистинските вредности ги газиме без милост, неопходна ни е љубовта. Само таа ни е единствената водилка која што може да не избави од овие патишта по кои чекориме, кои што може би ни се наметнати, може би самите ние имаме удел во сето тоа, и сето тоа сплотено со љубов, со емпатија, со силината на срцето, со срцето што има душа, каква душа има писателката, во чија чест се случува оваа вечер, оваа манифестација, јас сметам дека сме на добар пат да се испречиме пред неправдите, да ги искорениме разликите, ако ништо друго да ги ублажиме тие разлики и едноставно еден ден да станат невидливи. Чест ми е што сум промотор. Дојдов и јас, директорот кажа дека е хендикепиран, јас сум многу повеќе хендикепирана, меѓутоа моето не е многу видливо. Скокав со падобран, не ми се отвори хендикеп. Да се насмееме малце. Меѓутоа, бидејќи бев рецензент и многу одамна му има ветено на Оливера дека ќе дојдам, понеделникот ми се случи ова, шо се 3 дена помина, ќе помине. Бог е голем. И дојдов и срекна сум што сум дел од сето ова случување, бидејќи многу често одам на промоции, многу често сум промотор ни цела држава и во мојот град, и да ви кажам искрено, сите пофалби како публика и како присутни на оваа промоција ги имате од мене, бидејќи не видов празно столче, не видов ненасмеан лик, не видов човек загледан во својот телефон. Сите будно следите што се случува и вакви луѓе нас ни требаат на патот кон освојување на правдините за кои практично големиот човек секогаш ќе се бори и ќе успее, бидејќи упорноста ги носи високите резултати. Оливера Јовановска ја познавам прво како битолчанка по незиното потекло од мојот град, потоа ја познавам како поетеса која што доаѓа на моите манифестации, имам читано нејзини книги. Меѓутоа ова што го напиша за балерината, прима балерина, е нешто што фасцинира, воодушевува и читајќи го делото неколку пати, бидејќи кога пишувам рецензија, сакам да имам посериозен приод, читајќи го неколку пати за да одгатнам што е во неа, што во неа понира и која беше таа желба, тој мотив, тој елан, таа нишка што ја натера ова да го направи, да го организира и да го основува здружение и да биде хумана, бидејќи овај настане од хуманитарен карактер. И самата се запрашував, секој стих, полека ми откриваше што се крие во незината душа. Таа е млада дама, млада жена, со памет на мудрец, на стар мудрец. Многу мудрости видов во незината книга, многу љубов, искрена, откорната од душата и разлеана, испратена до сите нас, која јас ја чувствувам како порака, да се збратимиме, да сме сите едно, независно кој Бог го славиме, независно кој празник и кој светец го славиме, независно што сме кој сме. Мажи, жени, оваа вера, таа вера, не признавам ни вери, еден е Бог над сите нас и еден е животот на оваа планета на сите нас. Пораката што ја испреќа Оливера е силна и мислам дека ќе допре до секое срце, до секое чисто срце, а тука гледам безброј луѓе со убави души и чисти срца и мислам дека ова е еден зачеток, нов зачеток и почеток на нешто големо, нешто маестрално, што ќе вроди сигурни плодови. Кога сите би пружиле рака помалце, на овој начин како што го прави денес тоа Оливера, па светот би бил навистина многу подобро место за живење и за опстој. Заради тоа што кога човек функционира со своето срце, со душата, со чистотата на својата душа,
не знае за зло, не знае за поганство, не знае за разлики, не знае за омраза, за зли дела. Многу сум среќна што е една прекрасна, силна и здрава. Не велам позитивно, оти тој ми е депласиран термин, меѓутоа овде функционира една здрава енергија. Дојдена од вашите души, од вашите срца, која што ја гледам на вашите лица, бидејќи од тука посакувам да ви направат фотографија, за да се видите утре, други ден на фотографиите, да видите каква сте прекрасна, дисциплинирана, хумана и убава публика. Не можам да ракоплескам, за вас молам аплауз за дечињата од заводот. А вдахновението што ми го даде Оливера, читајќи ги незините песни, ми овозможи уште од поблиску да ја запознам. Јас мислев дека ја познавам многу добро. Меѓутоа, кога ќе дзирнеш и кога некој ќе ти го отвори срцето и ќе ти ја рашири душата како на дланка и кога ќе влезеш во таа убавина и кога сето ова ќе го прочиташ, ќе го научиш, ќе наслутиш дека за овој свет има спас. И вистински верувам во тој спас. Оливера ја доживував како Божица, читајќи ги незините книги. И денес така се чувствувам, и утре, и понатака, и сметам дека ова е голем исчекор не само за нас, за тука присутните. Ова е исчекор за човештвото. И срекна сум што постојат вакви моменти, што постои ваква убава публика која го прати со внимание сето ова. Срекна сум што постојат околу мене луѓе кои што се прекрасни, таа прекраснотија ја чувствувам, а во моментов страшно многу ми треба тоа, бидејќи имам некои болки што не се поднесуваат. Срекна сум што не дека е моја пријателка, било кој да е, што има луѓе кои што имаат сенс, имаат душа, имаат смисол, имаат, по битолски викаме ниет, тоа секој на одреден начин го толкува тој збор, и се трудат да направат нешто големо, да направат грандиозно. Ќе ја споредам со жената Титан. Жена безвременска, која што живее 2 века пред своето време, бидејќи ова што денес го имаме тука на оваа маса, е вистина основа за нешто врз кое ќе се гради иднината на сплотеност, заедничка среќа, неправди, војни, неубави нешта, несреќи што се случуваат, бидејќи на некој начин со нашите злодела го љутиме и Бог. Може би затоа се случуваат и поплави, и војни се случуваат од неразумност, од едноставно треба да бидиме сите едно, бидејќи денеска покажавте дека сето ова сме едно цело. И посакувам вака да останиме на релација поети, писатели, публика, независно. На релација како луѓе. Сите да покажеме братска и сестринска љубов, да ја развиеме, да ја насочуваме во вистински правец, како што Оливера тоа го прави, бидејќи од секој ред на незината песна, од секој ред на незините стихови излегува љубовта, и на сите ни се обраќа, ни вика тука сум. Посегнете рака, допрете ме. Се покажува незината душа, која што вели, душа имам за сите вас. Обидете се и вие да бидете барем дел како мене. И честитам, Оливерче од левичар сум од срце. И честитам ја. Ова е од хуманитарен карактер. Имам обврска да кажам дека книгата ќе биде во продажба. Повелете кој сакате ќе си ја земите. Јас имам многу ајрлија рака и затоа секогаш прва купувам и еве ти злато мое, по 300 денари ќе биде книгата и време ќе има за подпишување. Книги ќе донесиш, луѓето ќе си земаат, кој е после мене? Ке може да не сликате? Без фотка на Чернодримски не може да види. Никако. Ви благодарам за прекрасните зборови, за исцрпната рецензија.
Па да бев да ти кажам од друг пол, да бев маш, може да ќе се заљубев вечерва во тебе. Чесен збор, покрај сите нешта, не јадамаш, ќе се погодиме некако. Многу ме пофали пред сите. Ќе се погодиме Ајде, некако. повели седи. Ви благодарам што ме сослушавте и ви посакувам многу идни вакви пријатни убави моменти. 75 години имам. 3 месеци ми рече докторот. По ден и пол на секоја година. 25 имаш. Ами ако вика нема да миеш пајнци, нема да готвиш, нема да чистиш, ќе уживаш. Во патувањето патував. Патувам за патување. Согледувам за согледување. Но немам сретнато и согледано толкова сила на љубов. Љубов која била стирена во една душа македонска. Го заобиколи сиот, го заобиколи светот. Се врати кај горенскиот камен, на мекиното тло. Ја одврта од томата од снежната грудка. Застана на топлиот камен, светол, насмеана и силно го зграбчи моливот. Ја кажа вистината. Оформи создание кој ќе ги пробуди личностите. Ја поканувам господја професор доктор Вања Радевска, аналитички рецензент дело од душата, засечија човечка душа, да ни го пренесе своето шанеролико мислење за делото Прима балерина. А потоа, прекрасната Ива Симуновска ќе не почести со интерпретација на песната Брм-брм. Добра вечер, почитувани. Што да зборам? 3 децениско патување. Ја видов длабочината на силата на мајчината Љубов Оливера Јовановска. А посебно го поздравувам Христијан Јовановски, мотиватор за ова здружение. Повелете, господи, силата на мајката нека го води низ животот. Добро вечер на сите. Христијан? Не се го постави твоја. Сликај не никоди. Инаку Катерина е мојата малка. Отсутна е вечерва до празник. Сликај? Слика. Благодарам. Среќа да ве следи цел живот. Професор Кедна Денова. Сликаме со Ова е една благодарница за незиното излагање, а воедно сакам да кажам дека Катерина Радевска е ќерка на нашата почитувана професорка Вања Радевска и во таа чест е посветена и книгата. Ова е една благодарница за Катерина, исто и една мајчка да биде во клубот со сите нас на Юникон 2024. А може малку мана да ја оде? На тој микрофон. Седни си таму и поздрави. Да. Добро вечер на сите, пак ќе кажам. Како што слушнавте, јас сум Христијан Јовановски, син на Оливера Јовановска и на Лјупче Јовановски. Ве молам, тато, станете, сите да ве видат. Виновникот за И сега ми замина мисла. Да, се така. И јас од 8 години и кажав на мајка ми едно нешто што мислам
и до ден денес го памти, кога видов едно дете во градинка како што беше со други деца и тој исто колку мене, што там се знае дете на 8 години не треба таму да е во градинка, ми дојде жал за него. И кажав на мајка ми, кога ќе пораснам и кога ќе сум финансиски добар, ќе почнам здружение, ќе отворам за луѓе со психички попречености. И еве дојде жалбата, малце порано, од што мислевме. Честитки. Фала ви многу што ме заслушавте, што ме слушнавте. Ива Стимуновска да не почне со интерпретација на песната Кога звонам на телефон, сакам со мајка ти да разговарам. Ти прва го одговараш повикот. Да ме нарекуваш. Потоа се трудиш да кажеш дека тато брм замина. Ние се разбираме. Тагата ти е чувствувна. Невиноста во твоите очи сјаат. Да колку не живеа ни нешто твојата душа мечтае. Камо ли да можеше за нешто да се пожалиш. Твојата мака со мене да ја поделиш. Не, тебе не ти треба моето сожалување. Ти си силна како тигрица, распеана како слави птица, нежна како памук мек, сладка како мед, ти си единствена како Божи заповед. Госпоѓа Вања Радевска, Христијан Ивановски и Ива Стимуновска за прекрасната интерпретација. Длабоко разлеани чувства, душа, подарена ни со звездијата, љубов, восклик, нежност, соживот, разбирање и прашалници, ловак од еден до друг подарен стих. Ја поканувам госпоѓа Лидија Лучко Јеремич, еден од рецензентите на стихозбирката Прима Балерина, со својот опус на стихозбирката Прима Балерина. Добро вечер и од мене. Со посебна чест и задоволство сум од еден од промоторите на ова прекрасна стихозбирка. Ќе ви прочитам мојата промоција. Опус на стихозбирката Прима Балерина од поетесата Оливера Јовановска. Посвета на Катерина Радевска, лице со посе особености, попречености во психопедагошкиот развој. Во првиот дел, длабоко разлеани нежни чувства, душата, подарена ни со звездијата, љубов, восклик, нежност, соживот, разбирање и прашалници. Пловам од еден до друг подарен стих. Катерина, Прима Балерина, во акростих се даруваат волшебните нитки, а таа во замес танцува. Да, ти си кралица на истрајноста. Харфа,
за да се отсвири безвремена симфонија. Ти си загадка, ти си вечна агонија. И повторно, низ стиховите во акрости, низ љубов, тага, осознаност, ранливост и желба за венчаница која никогаш нема да се облече. Желба за насмевка. Цитат. Љубовта ова помеѓу тебе и мене едноставна е како песна Рабиндранат Тагоре. Од вториот дел, тоа што него почувствува скапоцена си, љубов кон родината, солза се слева, душата поделена на два дела. Егоистична или патриотска? Кога сонцето танцува во светлината, нежно ја милува со топлината. Ах, јаболко, ах, болко болувана во душа и срце сокриена, море од каење, молчи. Тишината нека царува. И завршување на стихозбирката со последна посвета во изобилство љубов и болка прелеана. Топло ви ја препорачувам стихозбирката Прима балерина, да осознаете. Честита Мила Оливера Јовановска за прекрасното дело. Благодарност што ме одобра мене да бидам еден од твоите рецензенти. Прилично за едно убаво, фантастично живење. И благодарам. Ви благодарам, почитувана госпоѓа Лидија Лучко Јеремич. Музиката е рај за душата, мелем за срцето и нежно ги гали нашите сетила. За таа цел го поканувам господин Лјупчо Јовановски Бубе и Боби Стојковски со песната Битола во срцето. Автор на текстот е авторката госпоѓа Оливера Јовановска. Да ја збогати ова свечена пригода. Ajde si se zajedno. Ito
Сега ќе му доделиме една благодарница на Боби. Бубиот би тоа да нешто толкова сака. Не, само си ја сака песната. Как со љубов тоа ја пеше, стварно. Сите нека да чуја од народа. А имаме уште една и за Липчо Јовановски, мојот сопруг. Јас мислам да слушам пак нешто. Имаме благодарница за службата за живење со поддршка од заедницата, а таа ќе ја прими Џелјане. Тоа е за сите нив, а воедно ја поканувам и Анета Стефановска. Благодарница, се надевам дека и таа ќе каже нешто.
Благодарам за соработката и за тоа што ни овозможите овие убави дечина да дојдат и да ни ја развеселат ова вечер, затоа што ова све е за нив. Еве накратко, ви благодарам многу за благодарницата. Сакам да изразам мојата чест и задоволство што ве запознав с вас како личност и што имавме прилика да се дружиме изминајќи неколку недели. Чест и задоволство е што заводот, односно конкретно нашата служба со овие дечиња ја одбравте за првата ваша промоција и за старт во Сдруженијето. Ние веќе договоривме дека следната година ќе имаме повеќе активности и ете во исчекување сме со корисниците и со децата за следните активности заеднички. Ви благодарам на сите. Ви благодариме што не развеселивте, стварно честитки на сите исполнители. Бубе, Боби и дечкото како се викаше? Така, честитам, браво, браво. Човек, жена, филантроп, личност која има душа полна со мајчина љубов. Природата е надарила со дарба да сака и безусловна љубов да дарува. Таа е поетеса, текстописец, душа голема, која може да го собере сиот свет. Прима балерина, посветена на нашата драга Катерина. Цел да ја разберам. Цел задача. Како? Ја поканува авторката на стихозбирката Прима балерина, господја Оливера Јовановска, да се обрати и ја сподели со нас својата безгранична љубов. Драги гледачи, ви благодарам што го следевте и ово издание на емисијата Лица и дела. Следете на секоја сабота во 21 часот.